време, летото на љубаво и омилено си пројде и пак есента ни дојде. Епа, другарчиња, доста беше уживање во градинка, без читање и многу ука. Сега оценките на врата ни чукаат. Ама не е лесно да си ученик, дете. 9 месеци учење, глава бучење, а прошетки ретки. Но на крај ќе вреди. Ке си ги заработиме сите петки. Епа, петки ќе има тој кој што од учење ќе се здроби. Епа сега, некој од учење може и нема да се здроби и нема салпетки да има, ама најбитно од се е здрави и живи повторно да го дочекаме крајот на учебната година, за да му го видиме грбот на мајот. А кога ќе дојде јуни е лесно ко песна. Штом стигна јуни, работата е лесна. Лесна. Ама овој пат подобро и да немам петки. Зошто? Што се чудиш, де? Дедо за петките сака да ме прати во Охрид на летување. Па јас и без петките ќе одам во Охрид на летување. Па тоа и не ти е за некоја фалба. Како да не? И дај прекини да ме прекинуваш. Значи сите добро знаат дека мене планината од секогаш ме мами. Ама следново лето не ќе биде така. Ќе одам во Охрид, оти дедо ми така сака. Мораш, ми вели. На езеро да одиш, поинаква природа редно е да видиш. Со наставникот по физичко да научиш да пливаш и на плажа ти да уџиваш. На езеро, на планина бе дедо му реков. Сал планина како мачор во сланина, се пошегува тој. Па голема си веќе, да не знаеш да пливаш, зар не ти е срам? А да не си буцкач? Кога сме кај срамот, ќе ви признаам нешто. Насував, можам да правам се што. Како Елен да скокам, могли да бидам, но умирам од трема вода штом ќе видам. А не треба да е така и многу се нервирам. Па јас не влегувам ни во полна када, само се туширам. Па оваа мана и сестра ми ја знае и затоа сега ме боцка, наместо да трае. Ама ќе одам во Охрид, цврсто решив. Ама јас воопшто не те сваќам. Се колебаш, се мислиш, а дедо се ти плаќа? Од вода се плашиш? Па ајде ти се молам, глеј колку си голема, вистинска топола. Па езерото бре сестро ки ти е до пола. Дедовата лавица од вода да има страв. Ниту било, ниту ќе биде. Какво внуче има дедо? Па цел Охрид ќе види. Ама не е лесно да си дете. Ќе ви признаам вам, другарчиња, зошто од вода ми е толку страв. Кога бев мала, падна во реката кај селската куќа на дедо ми. Водата беше матна, ладна, надојдена. Па играјки си, среде неа паднав. А како се извлеков, само јас си знам. Затоа до денес од тоа ми е срам. Ама беше и мина како лош сон. Па нема да сум сама. Наставникот е професионалец. Ке ме научи да бидам пливач шампион. А и подобро во Охрид, отколку дома со сестра ми, Зорка. Па во доверба да ви кажам, најтешкиот дел од викендите и распустите се токму тоа. Животот меѓу браќата и сестрите. Јас не знам како секогаш исти нешто посакуваме. И јас не знам. Ако јас сум на компјутер, и таа го сака истото. Па нормално. Ако јас гледам некој филм, баш тогаш и таа сака да гледа. Ама се разбира, друг филм на друг канал. Многу поубав. Ако јас слушам музика, баш тогаш и Зорка сака да слуша. Ама нејзината, па ти мојата била никаква. Па не е лага. А најмногу од се ме нервира кога кај мајка ми профитира. Па мама за ручек секогаш прави тоа што Зорка сака. Не можам веќе, ќе си пукнам од мака. И да си пукнеш. И верувајте, кај сите мои другарчиња е така. Ако не ми верувате, ќе ве пуштам да дзирнете малку во нивните домови. видете. Ај ти Вик
викни ги Мила и Сара? Зошто јас, викни ги ти? А зашто јас да викам како селски говедар? А зошто пак јас да викам? Па, и онака викаше цело лето кај баба и дедо в село. Да, ама сега не сме в село. Ти си никаква сестра. Ама знаеш колку се лутам на мама што те донесе дома и тебе? Еј, каде ми е чоколадото? Заминало изгледа. Заминало? Да не му пораснале нозе? Ми го изеде последното чоколадо? Не, чоколадото беше мое. Ако било твое, па што бараше на моето масичка? Тоа и јас се прашувам, зошто чоколадото стоеше на масичката наместо во кујна? Те научише еднаш дека не смееш да земаш нешто што не е твое? Ама сестро сладка, јас на тебе мислам многу, а ти со пртезата не смееш да јадеш многу благо. Ти си никаква сестра, знаеш? Ти па многу пара. Пази, ма! Твојот доследен брат од тебе не постои на светот, знаеш? Што им е намали, бе? Ете, виде, и ти си ваква сестра. Каква? Зимачка на се што е моje, ете таква. Каде пишува дека нештото е твое? А зимачка и на шминките на мама. Во тоа, сестро златна, ќе ти помогнам да не си сама. Како да не, ќе видиш кога ќе те кажам на мама. Секој има право да се храни здраво, со јас кутриот саво немам такво право, зашто сестра ми Цвета ме држи на диета. Аман бре дете, ништо не ти влегува во тоа главата. Остави ме бе сестро, ќе ми загори тавата. Малку масло си ставил, дното и е суво. Така јајца најдобро се пржат и на око, и на уво. Си ставил 4 јајца. Не се многу, ама доста се за нас двајца. Ајде, не терај шега. Ти многу добро знаеш дека јас јајца не јадам. Добро тогаш, на мачерот едно ќе му дарам. На мачорот? Па со какво право? Секој има право да се храни здраво. А ти нели вети дека ќе држиш диета? Да, пред малку ја изедов последната паштета, а дието сестро златна верувај ке држам. Затоа еве само 3-4 јајца пржам. Не сме многу да јадам, знам. Затоа едно и на мачерот ќе му дарам. Така, на мачорот едно, а за тебе 3, а? Ако ти е тој помил, да му ги дарам сите. Се подбиваш, но да знаеш дека тоа не ти е начин. А ти си ми, нели, сестро, зачин на свој начин. Со јадењето верувај претеруваш, дете. Ама на мачерот едно ќе му дарам. Ете пак се подбиваш. Не, сестро, ти само така ми велиш. Јас не сум ни јагне, ни јаре, па да јарам само треба. За 4 јајца крена толку врева. Ова, на вистина, не ти е во ред. Ами што ќе кажеш да беа 5? Ма прави што сакаш. Секој има право да се храни здраво. Со јас кутриот саво немам такво право. Леле, се ме боли. Леле, болки, море мајко. Леле, болки, ами како? Леле, се ме боли. Леле, ама е жешка вода. Леле, бре, какво е ово време? Или ти се спие, или ти се дреме. Как правиш, бре? Сестра ми пак само ме гледа и само ми се смешка. Ми личиш брат на Пет небески, Киришка. Ај, за роденки ти купаме на гледало. Атмосферала ми е поматна и од поза. Абе, ме јаде некаква неспатлива нервоза. И се истора врз мене за жал.
Без причина секој ми наоѓа мана. А згора на тоа, сестра ми си тера кеф и само си изглед нешто ме пецка. Да не сакаш да одиме на Беласица на водопадите? Волшебно е таму. Ти се полнат со чист воздух градите. Да не ми беше сестра, ке јас токме влесно. Знае дека за излет не сакам никој ниту збор да ми спомне. А знае и зошто. Наместо на викенд со друштво на Беласица да оди, тој се разболи и си остана дома. Сега само да се облечем убаво, ке ти кажам. Сега ке стана. Не можеш да се облече. Абе, сега кој ке ти стана. Ке ти кажам ја тебе убаво. Ти си никаква сестра, знаеш. Излегува од мојата соба. На Беласица ти ја зема Мила. А знае поголемата болка од она глупава настинка што ми е. Абе, јас се разболев, па со Сара и со Мила в салоно кусано петле Стефан појде. Туфама ме нервира. Леле него си дојде. Леле сега ке сака да ми раскажува како си поминале на Беласица. Леле. Петар, Леле, се ме боли. а тука си, братче. Леле, се ме боли, леле. Што те боли, бе? Немој нешто заразно да не е. Не. Епа добро, слушај сега вам. Ке ти раскажам како најубаво си поминавме. Појдовме со Сара и Мила на Беласица. Леле. Што да ти кажам? Природата е петка. Врие од народ, од стари и млади, а пред нас бучат и волшебните водопади. Водопадите. Јас таму добив чудна сила. Особено кога на камерите ја уловив Мила. Леле, Мила. Шестооделенка, црнка, не се одминува. Супер чивчанка. За спомен и пријателство и го подарив шалот. А таа ме покани да појдам на карневалот. Дојди, ми рече, на нашиот карневал. Јас ке бидам кралица, а ти мојот крал. Ете, што дека сите ми велат дека сум мал, кога за Мила сум вистински крал. Леле, се ме боли. Стефан, ај доста зборуваш за Мила. Не гледаш дека во срцето на Баско воша болка гнездо свила. Епа одмори се малку, а јас и Сара ќе дојдеме утре да ти дораскажеме како си поминавме со Мила. Ах, миличка. Одете, ич да не се враќате. А сега јас ке дојдам. Абе до Струмица пешки ке појдам, ама назад без Мила нема да си дојдам. Абе ке го стопам они Стефан, ке го направам како мравкама. А на Мила јас ке и бидам крал. Ајде бе, Дживджан, излегувај на. Бегај. Не е лесно да си дете, ни големо, ни мало. Мајка ми, наискрено да ви кажам, за некои важни нешта во животот воопшто сметка не водела. Па кога не можела помал брат да ме роди, зошто барем мене пред сестра ми не ме родила? Па машкото си е машко, нели? Ајде да беше некоја сестра со која братот ќе може да се гордее, да се фали, човек и да не се жали. Ама ова, бре, ни се тера, ни се води. Не знам што и требало на мајка ми вако фина да ни роди. Не знам. Доста бре, преурен пубертетлија. Од тебе нема дете поксметли. И пак постојано кукаш, се жалиш, се само тебе нешто ти фали. Ми фали? Среќа е што мене за сестра ми имаш. Па само устна терапија примаш. Место мене, некоја друга мама да ти родеше, како јагненце пред неа на коленца ќе одеше. А не овде да ми изиграваш војсководец пред момчињата и да ми се перчиш пред девојчињата.
Морам да ви кажам зашто постојано вака ме буцка и во што е нејзината мака. Не може да ме свари зашто неа никој, а мене дури две девојчиња ме сакаат. Дознала што им пишувам на Мила и на Сара и сега 300 магии прави со нив да ме скара. Ама ви ветувам, нема да и успее. Зинеет следното лето и со двете ќе летувам. Слушај бре дете, зошто ги лажеш и двете? Ја. На едната едно, на другата друго и ветуваш. Не чини така да се залетуваш. Освен тоа за љубов, се уште си мал. Ти така си мислиш, ама тоа не е во ред. И Наполеон Бонапарта бил мал, па го освоил половина свет. Ти, братче, играш на погрешна карта. Ти не си николку чизмата на тој Бонапарта. Тој бил мал, ама храбар император. Ти си салем обично петле, да не речам патор. Што ме така, сестро сладка? Ако јас сум патор, ти ќе бидеш патка. Нема да биде. Брат ти Васко може би и лаги да ветува, ама тој што не се залетува може и дома да си летува. Ајде, излегувај надвор од мојата соба. Излегувај. На оваа нејзина изнудена реакција морам да превземам практична акција. Сега ме стави во депресија. Врз нејзината штедлива касичка ќе извршам агресија. Со една карате тупаница, брат Васко ќе го парчоса нејзиното штедливо праси. Ќе си ги соберам сите парички и следното лето рад ќе бидам. И ова квалитетно било. И ги собрав сите парички. Добре, никој не ме чу, никој не ме види. Прости ми, прасенци, ама мораше така да биде. Прости ми, прасенци. Па не за џабе во училиште ме викаат снаодливи од Васе. Сега ќе отрчам во продавница и ќе купам исто такво прасе. Со дупче на грбот, насмеано и мазно. Ништо нема да му фали, само што ќе биде празно. И знамо ти ќе речете дека не е фер. И не е. Ама ајде да ве прашам вака. Треба ли јас да имам доволно пари за налетување да појдам? Па како без денар в джеб друштво да водам? Се разбира, со две девојчиња фини. А еден сладолет на плажа, знаете ли колку чини? Треба ли некој ден да појдеме со Мила и Сара, да си каснеме пица или скара? А сестра ми, нека му е мисли. Та нели јас сум бил патор, а таа била дама. Ема тој што не се залетува, може и дома да си летува. Ви реков дека секаде има буцки. А бре, само да си сам, за да не ти е срам. Па биди си сама де, и јас не икам некој да ме боцка, да ме тецка. Престани да збораш. Слушај. Тешко е денес да бидеш дете. Ама, ете, никој не те прашува дали и кога сакаш да се родиш. А уште помалку во училиште дали сакаш да одиш. Родителите по своја волја ќе те донесат на светов, а ти после, сакал некил, ќе си минеш ни сито и решето. Навистина, при тоа и ќе ти дадат некакви детски права, ама попусто ти ако си нема шумна глава. Не ти помага дури и неделата детска. Иако, како што се вели, ја прогласија за светска. Згора на тоа, дури и ќе ти речат: мудроста доаѓа дете со годините. Па не ке е баш так, да ми извините. Еве, сестра ме, например, што ако е постара? Кога годините
не е вредат ни за скршена пара. Прашувате зошто? Па ете, љубопитна е како мало дете. Се да знае сака. Искрено да ви кажам, од неја си имам голема мака. Не ги научила некој нешто кога е било времето, па сега мене ме клука по темето. Еве, и се до ден денес со прашања ме дави. Учителка, секој ден ми се прави. Чув последната лекција сте учеле за домашни животни. Ајде, сега да ми кажеш каква полза имаме од нив. И додека да сватам што всушност ми зборува, таа веднаш ме прокорува. Па, чим како мислика траеш, тоа значи дека одговорот не го знаеш, не го знаеш. А ти сигурно одговорот го знаеш? И тоа одлично. А мене пак многу ми е срам да прашувам некого за нешто што го знам. Тоа како прво, а како второ. Зошто за тоа да зборуваме кога дома животни не чуваме? Домашните животни, незнајко, и месо и млеко ни дават, а од нив разни нешто се прават. Сирење, павлаки, паштети. О, па ти ќе ги ставиш на пиедестал. Па ќе ги ставам. Ех па, сестро златна, да те прашам. Штом толку ги сакаш и почитуваш, зошто не поитуваш? Па ќе поитувам. Да поедеш кај бабе и дедо во село, да ги нахраниш, да помилуваш некое глувче бело. Е, ти да помилуваш некое глувче бело? Ти помилувај, не? Леле, сега ќе те кажам на мама. Ја ќе те кажам на тако. Ете, видовте што ви реков? Нема бело знаме помеѓу браќа и сестри, се додека некој не ги освести. Колку е убаво, колку е забавно, да си имаш голем брат, со колку трети страви, мојот тако френ, тој главен траен, има и женска моја крие од мене. Физички кошена, гардерова модерна, сака да пробати, тако брат крие. Еа, ей, како пшизинка пие. Еа, ей, тој е шизик најголем. Еа, ей, најсладок е мојот брат. Белаците девојки, сладок билко мармалад. А тој има бројка фризура, сака авантура. По дома слуша рок, а со друштво турбовол. Леле, што му е, дал ке му помине, да довери сега времето му е. Физуки кошарка, гардерова модерна, сака да проба се, тако брат ми е. Еа, ей, како пшизинка пие. Еа, ей, тој е шизик најголем. Еа, ей, најсладок е мојот брат. Белаците девојки, сладок билко мармалад. Еа, ей, како пшизинка пие. Еа, ей, тој е шизик најголем. Еа, ей, најсладок е мојот брат. Белаците девојки, сладок билко мармалад. Белаците девојки, сладок билко мармалад. Оставиш. Не, телефонот. А бре, станувај, ајде, пладне е веќе. Е добро да немам од што да се срамам и нешто да кријам. Кој до доца навечер учи и такво нешто може да му се случи. Или како што знае да каже дедо, кој како ќе си го фати редот. Но за среќа дома имам и лична секретарка. Сестра ми, да е здрава и жива, е вистинска месечарка. Ни будилник, ни петел треба да ме буди. Човек да ја гледа и да и се чуди. Мене? Чудите ме? Здрав. Чудите ме?
И за болен таа има лек. Се е под око и постојано е под штрек. И ветерче да подувне, и тревка да шушне, и во најдлабокиот сон да е таа ке ги слушне. Затоа и воопшто не ме зачуди, кога утринава од најслаткиот сон таа ме разбуди. А престанувај, ајде, на телефон те барат. Кој? Па некој мило гласче. Мислам дека рече Сара. Ау, леле мори мајко, па тоа е другарката на Мила. Чим те натера да станеш да е здрава и жива. И сега ми летна, и мрзата, и спокојството, и сонот. Нерасонет сум избунет, ама дај вам телефонот. Ало, Сара. Здраво, Кристијан. Извини вака рано што те барам, но со Мила сега список правиме. Па решивме најпрво тебе да ти се јавиме. Сакаме изна да организираме. Па, еве вака, мислење прибираме. Би дошол ли со нас до Беласица да ги посетиме водопадите? Ау, леле, ке ми пукне срце во градиве. Што велиш? Велам, реков, супер да, многу ми се допаѓа. Кој чул за водопадите знае. Па нема поубаво место за младите. Да, одушена сум од идејата ваша, само ке мора зова и сестра ми Марија да ја прашам. Наведната е над мене кокулата од Пиза, па не знам дали ке ми даде виза. Од каде брова ти текна? Девојчето тебе нешто те праша, а ти мене ми тураш недоварена каша. Ајде веднаш одговори и тоа што те праша. И велам, сестро, работава е итна, ама и ти си ми некако љубопитна. Те гледам некако си начулила уши и без дозвола крадеш од тугите круши. Како не ти е срам? Ајде магла! Леле, само да не разбери Сара за оваа кавка. Добро, Кристијан. Ке се договориме вечер. Чао! Важи, Сара, чао. Леле, одам да се спремам. На Беласица со Мила, цвеќе ќе си берам. Леле, ногата ме боли, сестричке. Ногата ме боли. Чекај, што направи? Влезе трнче. Каде? Чекај. Еве го да го извадив, не викај. Ете, гледаш, сестра Златна? Без мене за никаде ке ти алот. Имаш право, сестричке Златна. Оти без тебе не само викендите и распустите, туку и животот ќе е досада. Па не за џабе, вели дедо. Кој како ќе си го фати редот? Не мислев на тоа, туку дедо вели... Па многу нешто дедо вели. Добре, да не ме прекинувај. Дедо вели, брата не рани, ама тешко кој го нема. Среќа што ти имам, сестричке мила. Оти лето без тебе би било досадно и пусто. Навистина, морам да ти признаам нешто. Знаеш колку ми е досадно кога не си дома? А знаеш ли јас колку бев тажна кога ти беше болна? Признај, сестричке Златна, поубав е животот со мене. Признавам, сестричке, не е лесно да си дете. Ама со сестра како тебе се е многу полесно. Среќна сум што те има.
си среќен тук